Разговараме со Билјана Ристевска, таа е нутриционист, наш чест гостин. Со неа малку на една поинаква тема. Одредени професии бараат посебен начин и режим не само на живот, туку и на исхрана. Ке зборуваме и за рударите, путик за разговорот. Добро утро официјално. Беше денешниот ден. Различни професии бараат различен начин исхрана. Секако дека различни професии бараат и навистина треба да имаат посебен начин на исхрана, почнувајќи од најрана возраст, каде што на нашите дечиња тоа не е професија, меѓутоа и самото учење бара одреден начин на исхрана, самиот спорт со кој што се занимаваат децата бара одреден начин на исхрана, па како раснеме и доколку станеме професионални спортисти, тоа си има специфичен начин на исхрана, доколку се занимаваме со медицинска професија, истата има специјален и посебен начин на исхрана, заради тоа што сите знаеме дека медицинските лица, посебно медицинските сестри, оние кои што дежураат и докторите, хирурзите посебно, кои што се задржуваат во сала можеби по неколку часа, секако дека треба да имаат посебен начин на исхрана за да ги издржат оние дневни обврски кои што им ги налага самата професија. Тука навистина имаме многу специфични професии кои што се директно врзани со начинот на исхрана. Тука влегува и новинарството, тука влегува и образовниот процес, оние наставници и професори кои што работата бара повеќе концентрација, умствена активност и подолго стоење на нозе. Понатаму имаме обезбедување и чувари кои што работат ноќни смени. И сите тие професии навистина многу се разликуваат од оние професии кои што се попасивни или народно кажано седечка работа кога имате. Секако дека овие професии кои што се поспецифични и по физички заактивни бараат посебен начин на исхрана во текот на целата година, целиот живот практично. Убаво што не спомнавте. Имам подпрашање на темата. Кои фактори влијаат за потребата од специфична исхрана? Дали е можеби тоа самиот начин на кој што е организиран денот, а тоа го бара де факто професијата? Или кои се тие фактори кои што влијаат конкретно на специфичниот начин на исхрана? Па има повеќе фактори, зависи од професијата. Например, еве денес е светскиот ден на рударите. Еве за рударите. Честитам јас, значи таа професија е професија која што и работа се одвива подземја, се одвива без присуство на светлина, во присуство на влага. И тешка физичка работа не е, значи седење само во рудникот. Таа работа бара одреден начин на исхрана кој што ќе надополни D-витамин и калциум. Заради тоа што на рударите најчесто им страдаат коскено-мускулниот систем од причина што се цело време во затворен и темен простор. Понатаму на луѓето кои што се занимаваат со професија која што бара ноќна активност, односно будност, тие луѓе треба да имаат посебен специфичен начин на исхрана кој што ќе биде повеќе енергетски допингуван, за да тие луѓе, меѓутоа енергијата не да се базира на енергетски пијалоци, тие треба да бидат тогаш намалени, шеќерот да биде намален, затоа што ние сите сметаме дека доколку внесеме поголема количина на шеќер во текот на денот, ќе имаме поголема енергија. Не, значи тука мора да се има специфичен начин на исхрана, индивидуално подготвен за лицата. И сега, кога говорам индивидуално подготвен, знаете како? Не може секој од тие лица кои што работат специфична професија да се обрати на нутриционист. Мислам и реално не е во ред. Значи треба компанијата на каде што работи веќе ставаме збори за општествена одговорност. Да се грижи за исхраната и за здравјето на вработените, од причина што само така ќе бидат продуктивни и ќе се дадат максимално во работата што ја работат. Јас сум имала компании со општествена одговорност. Точно, јас за среќа сум имала мала краткотрајна соработка конкретно со рудари, со Рударско-енергетски комбинат од кај нас од Македонија, меѓутоа тогаш го преземаа странци и тоа толку трае. Знаете како, додека дојдат, додека на почетокот се воспостават некои правила, Точно така, и знаете како нема доволна едукација меѓу вработените. Вие се појавувате пред рудари, тоа се маса на луѓе кои што се навистина преисцрпени и истрошени и се ви доаѓате како нутриционисти, луѓето сметаат дека ќе јадат само лош и зеленчук.
има отпор веднаш од тие луѓе. Никој морам да напоменам дека не дозволил да се објасни, се каже, нели, зошто сме дојдени, зошто сме тука, дека ние нема да го намалиме внесот на храна на рударите или на, нели, работниците кои што имаат потешко физичко оптеретување работа, туку дека сме тука за да направиме добар баланс за луѓето понатаму, нели, во животот и да не се сносат со некои здравствени проблеми кои што се де факто последица од работата која што вие сте работеле. Овие луѓе најчесто знаат да имаат, нели, анемија, да е падната, нели, железото во крвта, знаат да имаат, нели, намалена енергија, знаат да имаат пасивност после, нели, она тешка физичка работа, да имаат малаксаност, вртоглавици, и сето тоа за да се избегне, навистина треба да сме одговорни према оној кој што сме го земале да ни работи. Пак ќе напоменам, секој индивидуално, верувате дека не може и не е поентата. Значи тој човек е треба дома да подготвува храна и да ја носи на работа, затоа што нели некој нутриционист ја напишал таа програма, меѓутоа тоа е тешко изводливо кај нас во нашите комбинати, во нашите фирми, затоа што нели имате колективен оброк, тој оброк го конзумирате таму и нели тоа ви е задолжение во текот на денот. Но и треба да биде помош, затоа што всушност таа е целта на тој колективен оброк, да помогне да не мора некој да подготвува дома и да носи. Споминавте работа, седечка работа, седечка под наводници, тука условно вдомен ни е некако зборот, седечка работа и работа наспроти таа работа со физички напор, односно повеќе во движење. Бара разлики во исхраната. Секако дека бара тоа како активен и пасивен човек, нели? Без разлика вие дали имате ист број на килограми, ист раздавствена состојба, доколку сте активен, секако дека ќе треба да внесете поголем број на калории во текот на денот. Доколку сте пасивен, тоа ќе биде помало внес на калории и де факто помало внес на течности. Не напоменав хидратацијата, која што е многу важна во овие професии, заради тоа што преку хидратација, односно преку внес на вода, витамини и минерали, внесуваме, значи, електролити добри во нашиот организам и мора да бидат запазени заради добриот баланс, нели, во електролитен баланс во нашиот организам и во нашето тело. Се кое е дехидрирано тело, значи, врзува ред други здравствени последици понатаму во животот и не може да се избори против, нели, одреден вид на заболување или состојба која би дошла во организамот. Многу полесно организамот се справува доколку е добро хидриран, доколку има добра количина на вода. Активни и пасивни професии бараат различен начин на исхрана, како што напоменав, од причина што едниот организам без разлика. Некогаш и еве сега модерното општество, односно модерното живење доведе на IT професии кои што се, нели, програмери, нели, луѓе кои што се пасивни, статични се, нели, седечка позиција, меѓутоа верувајте дека таа не е воопшто седечка работа, тоа е баш работа која што ќе си го плати данокот во годините што следат, работа која што на вистина, морам да напоменам посебно до младата популација, заради тоа што почесто тие сега се занимаваат со вакви професии, да се освестат навреме, затоа што верувам дека, нели, заработката е на вистина добра во овој момент во таа професија, меѓутоа не дај Боже, нели, тие средства понатаму се искористат за вашето здравје. Морам да напоменам дека овие лица треба да се активни во текот на денот, не се во работата и во седењето пред лаптоп и пред компјутер. Јас имам пациенти со кои што работам, верувајте ми, велат дека немаме време да станеме од лаптопот до кујна за да исконзумираат оброк, кога тука го конзумираат оброкот. Значи, верувајте, данокот ќе си го платите вие, односно ние. Мора да се направи добар баланс, мора да се има внес на хранливи материи кои што се адекватно, нели, препорачани и ги поддржува нашиот организам за ваквите професии. Тука е многу важен, нели, коскениот систем, односно скелетно-мускулниот систем во овие професии, секако и умот, затоа што овие лица повеќе се умствено трошат, иако седат и се пасивни во текот на денот. И тие треба да имаат поспецифичен начин исхрана, отколку некој дечко што со, нели, велосипедот и деливери има. Тоа е, нели, движечка работа, која ќе испоредиме тие две работи, значи овој што е пасивен треба да има поголем внес на калории во текот на денот, меѓутоа квалитетни и здрави калории. Не само бројка како калорија внесов 2200 или 2500 калории во текот на денот, од кој извор ги внесе и зошто ги внесе. Не дај Боже, данокот кога го зема здравието, тогаш разбираме и сваќаме дека времето ние го менаџираме и ние ги оставаме тие 5 до 10 минути колку и да се време за нас за оброк. Неправилната исхрана го предизвикува уморот, повредите и
заболувањата, тоа го заклучивме. Сега, како да се организира оброк за луѓе кои што имаат сменска професија, односно работат ноќе, па дење во некој период треба и да отспијат по ноќната смена, па тоа колку и можете, во зависност од семејните обврски, колку мина можат да си го дозволат таа потреба и да отспијат по тоа во текот на денот. И тоа се речи си саати на нозе. Тоа е, значи, промена на целиот биоритам. Овие луѓе кои што имаат ноќни смени, кои што работат ноќе сега говорам ако во текот на една недела е цело време ноќна смена. Значи не прави проблем доколку сте вие, нели, дежурен, еве, денес работите ноќна смена 12 или 24 часа, тоа не представува посериозен проблем. Меѓутоа, ако цела недела, 7 дена сте ноќна смена, значи тогаш веќе целиот биоритам се менува. Во текот на години ако работите таква работа, целиот биоритам се менува практично, се менува и лечењето на ензими во нашиот организам во такви ситуации, во такви професии. Тие луѓе имаат, нели, пореметени метаболни процеси во телото, пореметено варење на храната и исхраната, и затоа треба да внимаваат и добро да се организираат. Што тоа значи? Доколку се ноќна смена, значи дека во текот на денот треба да внесат калории, витамини, минерали, колку што им се потребни за едно 24 часовно функционирање. Во текот на ноќта нашето тело се исклучува, практично веќе од попладнето, некаде од 19-20 часот се исклучува, практично, тоа е символично кажано, се исклучува. Значи, се намалува активност и работата на панкреасот, на црниот дроб, значи оние кои што се метаболити во нашето тело, кои што ги преработуваат, нели, шеќерите, панкреасот, метаболните процеси кои што се одвиваат во нашиот црн дроб. Од таа причина во текот на ноќта треба да бидат повнимателни со внесот на храна, посебно да не внесуваат храна која што содржи комплексни аглихидрати или шеќери, за да, нели, можат утрото да се го дочекаат посвежи и поенергични. Затоа што во текот на ноќните часови, доколку внесуваме храна, можеби и тоа е грешка кај луѓето кои што работат ноќни смени, затоа наутро се пасивни. Затоа што меѓутоа во текот на денот не внеле доволна количина на храна, затоа што ние многу често правиме грешка. Повеќето од популацијата го прескокнуваме утринскиот дел, односно појадокот. За време на ручек внесуваме прекумерна количина на храна, и во текот на ноќта телото по де факто само си бара храна, затоа што во текот на утринскиот период ние не сме допингувале калории во нашето тело соодветно оноку колку што треба. Во текот на ноќта е доволно доколку, нели, им се прија да им се, нели, побара телото храна, доволно е шака јатки, доволно е некој сув овошен плод да се исконзумира, и тоа е сосема доволно. Тоа во ограничени количини, например тоа да се 2-3 суви сливи, па тука да имаме шак ореви или бадеми, чаша чај е дозволено, чаша цеден сок, практично или тоа пожелно е да е од цитрус или лимон во текот на ноќниот период, да не се, нели, сокови од јаболка, цвекло. Значи, цитрус е еден сок во текот на ноќните часови, и тука да се престане. А утрото кога ќе дојде, ќе си појадувате, па потоа ќе легнете да одмарате. И тоа појадокот да биде навистина квалитетен и богат со калории, заради тоа што практично вие вашето тело го исцрпувате. Тој после ноќна смена со сласт ќе се исконзумира. Да, точно. Да, како и ние по завршување на емисија, да, горе-долу станати во 4 наутро. Билјана, благодарам за разговорот. Се надевам дека секојдневно, кога и да оставиме простор за вакви разговори, дека подсетуваме и во текот на денот, нека да стоиме како подсетник дека грижата за сопственото здравје е во нашите раце. Така, јас се надевам дека, нели, овие разговори ќе стигнат до гледачите, до некои што имаат потреба да ги испочитуваат, нели, сите совети. Препорака е секако дека, нели, здравјето е во наши раце, времето со кое што менаџираме е наше време, единствено наше, и треба да го искористиме најдобро што умееме и знаеме. Благодарам. Благодарам вам.